Па најпрво сметам дека немаше некој организиран или унифициран начин на справување со енергетската криза од страна на општините, туку тоа многу повеќе би рекле дека зависеше од големината и од финансиската моќ што ја има секоја општина поединечно. Со оглед на тоа што работиме во југозападниот плански регион, општините успева сепак во рамките на својот буџет колку што можат да одговорат соодветно на енергетската криза, најмногу преку субвенции наменети за социјална категорија на граѓани. Тука би ги споменале случајот со општина Охрид, кој има мерка за субвенционирање за плаќање на комунални сметки, потоа понудување на социјални пакети за помош и слично. Исто така би ја споменали општина Македонски Бруд, кој исто така нуди еднократна парична помош за социјална категорија на граѓани. Меѓутоа, па кога зборуваме во делот на кризата со храна, можам да кажам дека немаме долгорочно решавање на проблемот, особено што на долги стази немаме некои особени мерки и субвенции што навистина ќе им помогнат на земјоделците. А во однос на енергетската криза, пак од друга страна, сметам дека сите потврдивме и како општество, и како општини, и како заедница. Во однос на нашите истражувања кои што ги направивме во рамките на проектот, меѓу другото, најпогодени беа фирмите и бизнис секторот. И низ истражувањата ни се покажа дека најпогодени се оние кои што се најмали. Најчесто тие има отпуштања од вработување, имаше и зголемениот процент на трошоци, директно се одразуваше или на цените, или како што кажав, на бројот на вработување кои што ги имаат. Особено беше погоден исто така и земјоделскиот сектор, во кој што работата ја загубија според одредени проценки над 20.000 земјоделски работници. Сега би сакала тука да поразговарам со вас околу вашите видувања во однос на тоа како бизнис секторот на локално ниво се снајде во овие кризи и како тука општините излегува со одредени дали мерки, поддршка, субвенции и слично. Така, со намален обем на работа, но и приходи, особено се сочи земјоделците, односно оние кои што би рекле дека ни се најзначајни во делот на производство на храна. Кај нив трошоците се зголемени на енормно ниво, се зголеми цената на нафтените деривати, особено се зголеми цената на работната сила, што и покрај незиниот недостиг од една страна дополнително влијаеше и висината на дневниците за ангажмат на надничари од друга страна. Што се однесува на бизнис секторот, трендовите не ги одмина ниту средните и малите претпријатија, кои што, како што знаеме, на локално ниво најмногу ги има. Дел од нив се сочија со отпуштање на вработени, не успеа да ги зголемат платите согласно зголемувањето на стапката на инфлација. А од друга страна пак, оние што има големен обем на работа, тука би ги споменале градежниот сектор, колку и да ги нудеа условите за вработување, колку и да ги покачуваа платите или да ги на еден начин, речам, да ги привлечат вработените преку нудење на К15 и слични други додатоци, сепак не успеваат да најдат соодветен број на вработени, бидејќи работната сила се намали поради трендот на иселување во странство. Во југозападниот регион, она што е карактеристично е најмногу е погоден туристичкиот сектор, бидејќи работната сила, квалификованата работна сила за угостителството, сите сме сведоци дека ова летна сезона најмногу работеа во Хрватска.